Историски заштитена уште во 1952 година, а со дополнителна правна заштита од 1969 година, Скопската тврдина е сведоштво за континуитет на животот од неолитот до доцниот османлиски период. Над 5 милиони евра беа потрошени за 10 години ископувања 18.000 квадратни метри површина, а беа најдени повеќе од 13.000 археолошки предмети, но и покрај тоа, Скопската тврдина Кале и денес е затворена за јавност. По завршувањето на ископувањата во 2016 година, проектот речиси целосно застанува, а достапни за посетители се само 300 метри од Калето. На самата локација, инфраструктурата е запуштена, информативни табли нема, канти за отпадоци речиси и да нема, патеките се делумно уништени, а музеите целосно затворени. На Скопското Кале ја нема ниту отворената сцена на која граѓаните во текот на летните месеци уживаа во театарските представи и концерти, поблиску до ѕвездите, се гледаат остатоци од срушениот ресторан, а небезбедни се и скалите во стражарската кула. Музеот на праисторијата, кој оди 3 ката под земја, денес го пробиваат корења. Вториот, музеот на отоманскиот период, иако е завршен, никогаш не е отворен. А објектот во форма на црква, чија изградба беше повод на политичко-етнички судери во 2011 година, е оставен недовршен. За него се потрошени 1,7 милиони евра. Во магазини се чуваат 13.000 археолошки предмети, керамика, накит, алатки, оружје кои денес не се достапни за јавноста. Без услови за изложување, без решен статус за музејските простори, тие остануваат во темнина. Во 2019 година беше организиран и меѓународен конкурс за архитектонски и урбани решенија на просторот околу тврдината, одржан од ЕО. Пристигна 17 идеи, но денеска ниту една не е реализирана. Покрај административната блокада, Калето е простор на политички и идентитетски тензии. Во 2020 година, млади представници на политичка партија испишаа слогани со ласер на тврдината. Проблемот е длабоко институционален. Во 2024 година е формирана работна група за расчистување на статусот, но конкретни резултати се уште нема. Без елаборат за ревалоризација не може да се донесе ниту урбанистички план, а без него нема ниту интервенции, ниту достапност. Иако во декември 2024 година новиот министер за култура и туризам Зоран Љутков најави отворање на локалитетот до почетокот на летото, денес е април, но Калето се уште чека негово отварање. Скопската тврдина не е само археолошки локалитет, таа е символична точка на Скопје, а оттаму се гледаат и фасадите на Скопје 2014, милионски потфати со краток век, а културното наследство и автентичната историја стојат немо како музеј под отворено небо, што никогаш не проработа.